Почитувани, очајноста на СДСМ продолжува до последниот ден од нивното владење. Денеска на Комисијата за економски прашања СДСМ ќе има повторен обид да ги протурка законите за стратешки инвестиции во енергетиката. Ова се закони со кои се нанесува децениска штета по енергетскиот сектор на Македонија, а служат само за богатење на најтесното раководство на СДСМ. Димитар Ковачевски, Миле Зечевик и Фатмир Битики го гледаат сопствениот лукративен интерес, а граѓаните плаќаат за 50% повисоки сметки за електрична енергија, а домашното стопанство се спасува како знае и умее. СДСМ без поддршка на останатите коалициони партнери турка закон со кој на грчка компанија ќе се даде државна помош од близу 50 милиони евра, а дополнително и се гарантира откуп на произведената струја и топлинска енергија по цени далеку повисоки од реалните. Со останатите стратешки закони се дава плодна земјоделска почва за изградба на фотоволтаици, каде повторно државата гарантира откуп на електричната енергија по високи цени. Ние како пратеничка група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија алармиравме и предупредувавме за штетата која овие закони може да ја предизвикаат. Владата ги повлече законите, па и покрај забелешките на експертите, јавноста и Министерството за економија ги пушти истите текстови, но овој пат со други подписници, Битики и Шукова. Сакам да укажам дека со носењето на овие закони, на овие инвеститори им се дава привилегирана положба, Република Македонија се става во подредена положба што е недозволиво по нашиот устав и се суспендираат низа закони кои важат за сите останати во правниот промет. Ке поднесеме 40 амандмани во кои се вметнати забелешките на низа експерти од разни сфери на општеството, кои доколку би се усвоиле и би се вметнале во овие закони би гарантирале нормално имплементирање на истите закони. Сакам да истакнам дека пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија ќе ги превземе сите процедурални, демократски и собраниски процедури и можности за да го спречи носењето на овие криминални закони. Почитувани, пратениците на СДСМ се наред да покажат дали се само послушници и ќе одработат за раководството или достоинствено ќе го завршат својот мандат. На 8 мај македонските граѓани ќе победат против криминалот и корупцијата, а од 9 мај не чека многу работа за враќање на Македонија на вистинскиот пат. Доколку имате прашања, повелете. Ви благодарам.